во далечната 1956 година или 46 година Македонија игра прв пат на екипно првенство на Југославија под името Работнички Скопје. Се собират сите најдобрите шахисти и испаѓа. 47 година настапува под името Вардар. Исто така репрезентацијата на Македонија испаѓа, зашто што толку беше квалитетот. 48 година исто под името Вардар. Пак ништо. Исто. И 56 година настапивме на екипното првенство на Југославија, девето екипно првенство на Југославија во Рогашка Слатина. Настапија најдобрите македонски играчи од студент, а тоа беше Бидев, Џавуре Сотиросчи, Крстев Софресчи и од натрешноста бевне појачање земени, јас како четврто пласиран веќе на републичкото првенство 55 година, ме зедоа да играм, да ја појачам екипата студент. За екипниот шампионат Исто на така од Куманово беше Пукински во екипата влезе и од Штип Тикве Шанси. Одигравме екипно првенство, 8 екипи беа, сите прваци на републиките. И покрајините овие, да. Да. И од 7 парти најдобар резултат постигнав јас, забележувајќи 4 победи и 3 реми. Со 5,5 бода бев јас, па Павле Бидев 4,5. Бидев направи 4. Како засилување, а најдобар резултат постигна поединечно. Моето беше на 8 табла играв јас, а Павле Бидев играше на прва. И на прва табла тука е разликата, игра голема разлика, јачината на играчите. Кога учествува Стева Патако, бидејќи 64-та бевте шампион? Останавме во лига, тоа беше прв пат, тогаш се испаѓа, први бевме ние 6-ти. Зад нас беше Љубљански универзитетски шаховски клуб и Валјевски шаховски клуб. Тие испадна, ние се задржаме во лига. Следниот шампионат на Македонија го одиграв во 67-та година, пак во Скопје, во Прилеп, и на него го освои второто место. Со тоа веќе стекнав право да играм на турниро на солидарноста. Да, средба на солидарноста. Второпласиран македонец, Софреси, Борше Илиевски учествувавме. И 5 играчи учествувавме. Васил Панов, Ристо Нически и Данов од македонциве, а другите 13 странски играчи, сите велемајстори. со 18 играчи, тоа е голем турнир, голем број на учесници, а имаше и добри играчи. Меѓу нив учествуваше и Боби Фишер. И ти во првото коло? Уште во првото коло во Скопје, турнирот се играше во Скопје, потоа се преселиле во Крушево, 4 кола се одигра, потоа во Охрид се одигра во Палас и пак се вратиле последните 2 кола да ги играме во Скопје. Уште првото коло и жепката беше таква да требаше да играм јас со Фишер. Се играше во салата Црвен крст, тамо негде. Сместени бевне во Континентал, Holiday Inn сегашен. Гранд хотел беше. Гранд хотел беше. Да, Гранд хотел. Гранд. Близко беше пешки се одеш од Каршија. И со Фишер седнуваш? Со Фишер седнувам, јас реков сега ти преостанува Борше да се однесуваш пристојно, да се трудиш, да мислиш, иначе
А 10 години пред тоа пишуваа сите весници во цел свет, радија, телевизија, чудо од дете, за Фишер. Па Фишер на 14 години му го зеде шампионатот првак на САД, го превзеде водството. Самуил Решевски беше дотогаш позната светска. На 15 години стана најмлад велемајстор од светот. И ти играш со него. А јас на 15 години четврта категорија освојувам и играм со него. И за чудо, ете, имав можда некој ден, заиграв една варијанта во Гринфелдова индиска одбрана и како што ги замислив првите потези 10, и Фишер како што ги замислив, така и ми ги игра. И одеднаш го освоив центарот и јас по мој сваќања што се случува, што Фишер ми дозволи да дојдам во нешто подобра позиција. Да. Арно, ама Фишер пробал некоја варијанта, сигурно. Една варијанта проба и пак одигрувајќи го 11-тиот потез ме стави во големи маќи мене и мораше јас 4 да на проблемски потези да пронајдам за да ја спасам партијата. Значи, како ќе го одиграв првиот проблемски потез, Фишер вака ќе ме погледаше и веројатно си во паметот си мислеше заре може и овој пацер да најде ваков потез. И така со 4 добри потези ја воспостави равнотежа и партијата заврши негде во 33-ти потез со реми со повторување на потезите. Затоа што ако со топоите од топ C1 на E1 мој, а негов играше тој со црни фигури, топ D5 на B5. Мораше такво повторување на потезите, иначе кој да скренеше да заодигра друг потез, ќе ја загубеше партијата и во тоа повторување немаше каде, веќе Фишер ми подаде рака и со повторување. И ти задоволен? Задоволен и неочекувано, да. И од тогаш со Фишер веќе и редовно се поздравувавме смејќи се, тој иначе тешко се смееше, али така веројатно му станав симпатичен затоа што еден анонимус ремизира со него. А тој беше играчиште. Беше голем играч и се сеќавам, се дигна голема прашина пред мечот со Спаски, ке се игра, не се игра, кај ке се игра, па Рејкјавик се одигра. Беше голем играч, апсолутно голем и денеска од ова време, дистанца. И сега да седни на маса. И сега не знам да речеме кој беше поголем првак, дали Каспаров или Фишер. Ево, јас со Фишер се дружев, играв цел месец и ги имам сите партии скоро него и гледани. А тој беше играч кој што 71 година Тајманова 6-0, Ларсена 6-0, Петросјана кој вадеше за непобедлив 6,5, 2,5. Беше страхотен шахист, нема тук. А ти после таа партија со Фишер, другите партии како ги одигра и на која позиција може да се сетиш заврши на таа средба на солидарноста? На таа средба на солидарноста освоив 6 поени, најдобро пласиран од македонците беше пак Софрески. Јас и Ристо Ничевски освоивме по 6 поени и зад нас беат последни Данов и Васил Панов. Да, после тоа учествуваше ти на средби на солидарноста или тоа ти беше единствена средба? Не, и следната година, затоа што јас 68 година настапив на турнирот, вториот турнир на солидарноста, значи едно подруго ги играв. 67 со Фишер, на вториот турнир средба на солидарноста па 20 учесници. Замисли какво долг турнир, тоа се долги. Обично турнирите траат 14 кола, 12, овие 20. На него повикани сите врвни играчи во светот. На
начело со Портиш, Полугаевски, Гелер, Хорт, Холмов тогаш Глигорич, имаше. Матулович, Да. Глигорич, Матулович, Матанович, цела елита. Сега ме Тоа беше интересира. најак шаховски Борчев, турнир во знам, светот. тоа беше многу силен. Да. Со овие југословенските шахисти кои беа многу популарни, еден Глига, немаше играше, човек во Југославија Да. што не знаеше за него, инаку тој беше па шаховски коментатор на Радио Белград, таму работеше. И со тие ме интересира Глигорич, Матановиќ, Ивков, Парма, Да. Сонив како Со Глигорич- излегуваше на крај, имаше ли со со нив Глигорич партии? имам одиграно 4 партии. На шампионат на Југославија играв. Да. Резултатот е 2-2, не се шегувам, не. 2 победи има Глигорич, а 2 реми имаме играно со Глигорич. Понатаму, со Парма имам реми 2, без пораз. Со Матулович исто така на екипното првенство во Пула, кога Стео Патако играше, сите отидоа на ручек да ручат, јас го држев Матулико, спасуваше некоја топоска завршица со мене, со пион помалце. И ремизираме. И имаме тоа, не беше Со изненадно. Ивков, дека Ивков беше Со- светски со младински Ивков првак исто нема. како Парма. Со Ивков немам играно. Немаш. Едини од велемајсториите немам. Значи ви се разидуваа Да, патиштата, да. никако да се сретнете Да. заедно да играте. Иначе сум ремизирал со велемајстори, со Георгију, со не знам кој. И имаме тоа, не било недостижно да се ремизира. Сум утепал, да речеме, и Марич, и не знам, од овие. А, после тие две средби на После солидарноста, овие како се средбите на движи твојата кариера? Солидарности, кога ги освоиме последните 4 места, од 17 до 20 место, толку беше пресилен турнирот, што ние македонците, Македонските представници на последните опашката. 4 места, Софрес, Ничевски, Борше и Димче Илијаси, последните места. И брато играше, значи. Тоа беше толку силен турнир и од тогаш како малку да мојата кариера, па и службено си бев зафатен, работев во банката Да. и не можев многу да учествувам, да отсуствувам од работи. Почнав да отсаствувам и од шаховскава сцена. Не учествував ни на првенство на Македонија 2-3 години. Не те влечеше тоа да стигнеш до мајстор да играш на првенствата и така, бидејќи остана како мајсторски кандидат. Да, тоа на крај краишта, знаеш, пошто јас не бев професионален шахиста, единствено Ничевски беше професионалец, работеше по телевизијата како новинар, а имаше можност да учествува на сите турнири. И се повлеков малку и дури 71 година, ова турнир 68 беше, Значи 2,5 години, 3 правиш пауза, да? И? Играв на меѓународен турнир во Штип и го освои второто место. На делба бев на второто место, заедно со полјакот Вистковски. После тоа, 72 година, пак настапив на републичко првенство. И доспеав на делба трето до петто место. До петто место. Прв беше Софрески, втор беше Давчески веќе, се појави и Давче. Трето до петто место и бев јас, брато Димче, Кизов, трето до шесто. Иванчо Георгиевски, кој ми беше демонстратор кога играв партијата со Фишер. Да, на средба на На солидарноста. таблата тој ги пренесуваше потезите што ги игравме. Тоа ми беше последен шампионат. Не последен, играв и во 1999 година како Ветеран. ветеранен. Па и на тоа се пласирав во средината. Еден пораз, една победа
и останалите реди. Ете, Сега во кариерата твоја, значи, ти останува во сеќавање тој меч со Фишер и на вистина да се ремизира со него беше голема работа. Кажи ми, не ми беше последен турнир, да речеме 81 година во Битола беме организирале мајсторски турнир со цел да освојам титула мајстор. Ете, и не успеа. Прашуваш. А Не да не успеав. Освоив трето место, прво и второ место го делеа велемајсторите Кнежевич и Шахович. Јас бев трет, пред Пуц, пред Полно и Андриевич, велемајстори. Што не достигаше за да ја надмашив нормата за 1 поен. И? Ја освоив титула мајстор, ево Димче Минос има пишувано и во вестник, слика моја, Борче Илиевски мајстор. Арно, ама, не знам од каде, израчуна тогаш Лазо Јанчев беше секретар на Шаховата. Коба јаѓи, турнирот, јачината на турнирот, не било за таа. 0,00, не знам, 2 коефициент се бараше некој на тежина да има. На тежина, видиш, знаеш. Коба јаѓи, и тоа ме спречи да не беше признат турнирот, иако јас освоив норма 1 поен, ја натврлив нормата. Не, ама и жалост е, навистина и си имал висок пласман во силна конкуренција. Па и даваја титули, така му даваја титули, заслужни мајстори на југословенскиот шах, даваја титули мајстор. Ете, таква титула имаше освоено, ми се чини, и Крстев. Добро, оминатото имаше тие работи. А сакам да те прашам каква беше атмосферата, пак се враќам на оној меч со Фишер, откако ремизираше. Другиве шахисти како изреагира, па и публиката. Да. Фишер, кога веќе дојде во таа критична позиција, да мораше ми жртвува пион и мораше да го врати, стануваше се понервозен. Како партијата одминуваше, тој понервозен и бараше апсолутна тишина бараше. На публиката, ете вака баш, готово. Осетив дека е нервозен и заврши како што заврши партијата. Спорт си подадовме рака и подпишавме формуларите и тој си замина во хотелот. Јас остана малку во салата. И меѓутоа горцум на себе што тоа што ете под мое водство, да речиме, не само за моја заслуга била, имав несебична поддршка шаховска од другите членови на екипата, и јас со битолскиот клуб шаховски Стево Патако 3 пати сум ја освојувал титулата прваци екипни на Македонија и 3 пати сме биле победници на купот. На тоа сум повеќе горд и верувам дека оставивме некој белек во шахо, меѓутоа моменталната положба во Битола е да немаме шаховски клуб, што е за голема. Тоа е навистина жалост, останува шахот, би рекол, во историјата. Еве, треба да се памтат тие резултати поединечни и твоите, и на твојот брат, а и на екипата на Стево Патако. Сега повторно за семејството. Од фамилијата имам ќерка и син. Ќерката дипломиран економиста и моментално работи кај Минчево на фабриката. Во Скопје е преселена. Синот Димче завршен факултет за физичка култура. Порано беше и тренер во работнички, прво во Кожув, потаму отиде во работнички, со младинската екипа. Работеше 3 години таму со младинците во работнички.
потоа се пресели во Битола, дојде во тренер во екипата на Пелистер, исто така со во младинската екипа. И сега моментално е и професор по физичко воспитување, едновремено и работи со најмладите пионери. Значи во школата на Пелистер. На Пелистер. Не може да се оддели од фудбала. Значи некоја таткото шахист, спортска фамилија, синот фудбалер, семејството спортско да. и спортот е сигурно честа тема за дискусија дома кога ќе се соберите и така. Добро, Борче, ти благодарам за времето што го оддели. Мислам дека кажа убави работи за шахот и практично шаховската историја овде на овие наши простори. Верувам дека ќе се сретнеме и во некоја друга прилика. Дај Боже да заживее шахот во Битола, па да може и од овде новинарите, помладите мои колеги да известуваат за тие партии, еве дека во Битола повторно се игра шах, повторно постои клуб, а зошто да не? Мислам дека шахот е игра која може да се игра на секаде, на сите простори на земјината топка, а зошто не во Битола која има еве една таква шаховска традиција. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и тебе, Зуки.